Здраво, вие го слушате 12-тото издание на емисијата ТВ 103, која се емитува на радио канал 103, кое што е пред се специализирана емисија наменета за актуелните и пред се квалитетните ТВ серии за кои што сакам да ви говорам. А денес ќе ви зборувам за една одлична комична ТВ серија која беше комплетно игнорирана на овогодишните еми награди, но тоа нема да ве спречи да ви говорам за квалитетите кои што пред се ги поседува, односно вештото прикажување на желбата за стекнување на светска слава на раперот Лил Дики, односно сатиричар, рапер, комичар кој не го сваќаат сериозно неговите слушатели, на кои што им се допаѓа пред се неговиот стил на рапување, па во текот на серијата се запознаваме со неговите придружници, кои ќе му помогнат да го реализира неговиот потенцијал, соочувајќи се со неговиот најголем непријател, односно пред се соочувајќи се со себе си, помешувајќи го приватниот и професионалниот живот во едно. Станува збор за серијата Дейв, која што се емитуваше на FX6, односно на стриминг сервисот на FX. Во тој повод, на почетокот на емисијата, слушавме две композиции кои што ги изведува Лил Дики, односно Professional Rapper, во која што гостува Snoop Dogg и во која се истакнува конкретно целиот негов модус операнди во поглед на хип-хоп изведбата, и потоа ја слушнавме прекрасната Classic Male Parading. Во продолжение ќе слушнаме Save That Money, за која што има и направен одличен документарен спот за снимањето и искористувањето пред се на моќта и богатството на славните, и ќе ја слушнеме најавата воопшто за самата ТВ серија Дейв. Така што доколку сакате да дознаете што се случува во животот на Лил Дики, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, ви останете вклучени, започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате радио канал 103, ова е 12-тото издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за американската комична ТВ серија Дейв, која што е создадена од Дейв Бърд, односно хип-хоп артистот Лил Дики, и подпомогната во соработката со Джеф Шафер. Него го знаеме од режисерските потфати на Curb Your Enthusiasm, на The League, Eurotrip и пред се ги има напишано The Dictator и Бруно. Продуценти на серијата се и Кевин Харт и Грег Мотоја. Премиерата ја имаше на 4 март 2020 година на FX6, број 10 епизоди, кои се со време трајање од околу 20 на минути до пола час, што значи дека потребни ќе ви бидат 4,5 часови за да ја изгледате во целост. За жал се емитуваше по една епизода во неделата, што разбирам дека е потребно за пролонгирано задржување на вниманието на гледачите со овој сервис, меѓутоа премала е таа доза за неделно уживање, посебно во комична серија, па затоа ја чекав да излезе целосно и да ја избинчам, и пред се да ви посочам само дека тоа е најдобар начин за гледање во еден здив, затоа што нема да можете да одолеете да не ја пуштите наредната епизода. Немам трпение за гледање недела за недела, посебно за комични ТВ серии, меѓутоа сега со оглед на тоа што сум подобро запознаен со тоа што го работи Лил Дики, не знам дали ќе имам трпение да чекам да излезе комплетно наредната сезона. FX6 е кабелска телевизија која во 2013 година се разви како огранок на телевизијата FX, која што денес нели е сопственост во Дизни, која има за цел да имитува комични серии и пред се телевизии наменети за демографија од 18 до 34 години. Покрај Дейв, голем број на ТВ серии се префрлија од FX на овој канал, само за да се збогати нели библиотеката која што ја поседува, така што It's Always Sunny in Philadelphia, таму може да се погледне The League, Wilfred, Men Seeking Women, You're the Worst и многу други кои што пред се
се составен дел од тој концепт кој што го имаат за одржување на комични тематски серии и има мал број на оригинални програми сепак овој сервис, меѓутоа ги изнајмуваат за да се пополнат нели библиотеката Симпсонови и Арчер и пред се други анимирани ТВ серии од FX за да ги понуди на нивните гледачи кои што ги таргетираат, нели. Се надевам дека ќе соберат поголем број на оригинални програми кои ќе бидат конкурентни најпрви на самиот FX, а потоа на останатите телевизии, па наредната сезона да не морам да гледам Schitt's Creek да ги земе сите Еми награди, па и самиот Лил Дики да стави едно Еми во неговиот Крип, ако е тоа возможно. Гледаноста на светски рамки изнесува околу 5 милиони гледачи по епизода, односно во САД таа започна со гледаност од 300.000 гледачи на премиерата, падна во средината на 150.000 и се избалансира до самиот крај на 250.000. Односно, на почетокот им беше детски хуморот на Лил Дики пред се на поширокиот аудиториум кој што не бил запознаен нели со неговата хип-хоп персона, меѓутоа што ми ја започна човечката и пред се продреа во запознавањето на оваа димензија, на човечката димензија, на соочувањето со предизвиците кои што му предстојат на самиот Лил Дики, ја согледа пред се големината на серијата која што ја поседува. Серијата е посветена на животот на фикциониризираниот пред се хип-хоп персона или алтер его Лил Дики, односно еден невротичен рапер од предградијата, кој се наоѓа во неговите 20 години, кој е убеден дека е еден од најголемите хип-хоп артисти на сите времиња, односно ѕвезда во подем на самата сцена за која ќе се слушне во иднина. Супер е што е убеден во тој негов заклучок, само треба да најде начин да ги убеди во тоа и останатите жители на земјата пред се. Има предност во поглед на останатите хип-хоп артисти затоа што има мал пенис и не се плаши да го употреби во своите песни, гордејќи се со својот телесен хендикеп и пред се медиокритет, кој што ги надополнува со талентот за рапување, кој сите почитувачи на доброто флоу нема да има потреба да ги разубеди, затоа што со слушање на само неколку барови ќе согледате дека го владее кувањето на зборот. Свесен е за комичниот, односно пародичниот пристап на хип-хоп културата, пред се самосвесно, наместо да се фали како останатите еднолични рапери кои што се гордеат со автомобилите, пушките, проститутките и парите кои им биле пред се колку им биле големи и опасни. Лил Дики е опасен дури со деформиран орган. Тој составува свита на подеднакви маргиналци, односно тука е составен дел неговиот хајпмен Гата, кој и во реалниот живот се соочува со лимитирањето на биполарната болест како и во самата серија. Потоа во друштво е на создавачот на битови кој секогаш е дотеран и литературно го потребува својот сленг, предводен од менаџерот, односно неговиот стар пријател и цимер, кој што се откажува неговиот ангажман на Wall Street, само за да може да го менаџира неговиот пријател Дейв, кој знае да ја прекомплицира својата ситуација во која ќе се најде, со преголемо размислување за предизвиците со кои што пред се соочува. Во серијата е разработена и релацијата со неговата девојка, со која има најден начин да ги усогласат нивните несигурности со стендап раперот кој создава еден препознатлив рап кој функционира и ја забавува публиката која притоа слуша квалитетна обработка на самата песна. Започнува првата сезона кога се запознаваме со Лил Дики и Гата, односно обидувајќи се да го разубедат YG да гостува на некоја од песните на Лил Дики, зашто му плаќа Дейв $10,000 и YG едноставно исчезнува од сферата на неговиот мобилен телефон. Потоа го гледаме Дейв како се подготвува за својот прв настап, што е всушност помен на 10-годишно момче, и се запознаваме со сексуалните ескапади на Дейв и Ели, односно неговиот пријател започнува да го менаџира, а серијата содржи една приказна за потеклото на хајп човекот пред да се запознаеме и со Лил Дики и неговата
пред се борба со минатото, како што Гата се бори со неговата биполарна болест, но исто така дознаваме нешто повеќе конкретно за детството на Дейв, кога собрал храброст пред се да настапува пред врсниците во неговиот камп и како си поигруваат спомените кои што тој ги величи наспредма тоа што всушност тие биле. Вклучен е и обидот за подпишување на договор за издавање на албум, но и неуспешниот обид за балансирање на приватниот живот со Ели и професионалниот ангажман, кулминирајќи со прекрасната последна епизода која е епопеја сама за себе. Сега, Јон Лајое е првата паралела која ми падна на памет за споредување со комичниот рапер, кој исто така беше многу години пред Лил Дики на YouTube сензација, меѓутоа Дики тоа како знае да рапува и да прераскаже една нарација на действието, што станува препознатлив пред се аспект на неговото флоу, кое не е ништо драстично послабо од тоа на Еминем, така што ја има вештината за рапување и пред се комичните аспекти се присутни во перформансот, но во серијата се истакнуваат неудобностите во кои што се наоѓа, затоа што има пред се губиток на самодоверба за соочување со предизвиците кои што ги носи самиот негов живот. Најголемата паралела, односно пресликување на манирот на глумата и концепирање на серијата, можам да го повлечам со одличната ентураж, затоа што тој како и Вини Чейс е на чекор до светската слава и има верна свита која му ја дава потребната поддршка за да успее во уметноста, меѓутоа пред се е потфат сличен кој што е на Атланта на Доналд Гловер, меѓутоа кој исто така беше за продорот во една музичка индустрија, меѓутоа многу различен е начинот на кој што тоа го реализира Дейв и начинот на кој што Доналд Гловер, односно Чарлдиш Гамбино тоа го прави во неговата серија и сосема два различни начини на комичен пристап имаат овие две серии, меѓутоа сепак тематски се доста сродни. Сега има доста камео епизодни појавувања, така што освен YG се јавува и Young Thug и Мекламор, се појавуваат дури и Джастин Бибер и Бени Бланко и Кортни Кардашијан, дури има едно гостување во популарната хип-хоп емисија Breakfast Club. Така што продира на повеќе рамништа оваа серија во хип-хоп културата, ја представува во свој виден облик во денешницата и сама по себе допира до потребата и желбата на Лил Дики да биде составен дел и да биде сватен сериозно од неговите и слушатели и неговите колеги, иако сериозно сака да се забавува во неговиот хип-хоп перформанс. Тука може да направиме една кратка музичка пауза, односно во продолжение да ја слушнеме Bro, потоа да слушнеме едно обраќање на родителите на Лил Дики, колку тие се загрижени за неговиот престој перформанс, и ќе слушнеме прекрасната Pillow Talking, во која што гостува самиот мозок на Лил Дики, со кој што има дополнителна конверзација покрај постоечката која што има со девојката со која паш и не се усогласуваат со нивните светогледи. Така што во продолжение слушаме музика од Лил Дики. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 12-тото издание на емисијата ТВ 103, специализирана емисија која што е посветена на актуелните ТВ серии, односно во текот на ова издание ви говорам за ТВ серијата Лил Дики, односно во овој сегмент сакам да продискутирам за самите актери, актерки и ликовите кои што ги глумат во оваа серија, односно носечката улога ја има Лил Дики, кој што сам си ги концепира собствените видеоспотови, како што е прекрасниот за композицијата Pillow Talking, или па тој на композицијата Earth, која што ќе слушнеме продолжение. Него го глуми Дейв Барт, односно самиот си се глуми себе си, неговиот алиас како хип-хоп персона, односно тој е рапер евреин кој се наоѓа во 20-тите години на неговиот живот, го глуми
пред се својот хип-хоп алијас Lil Dicky, кој што рапува за своите тривијалности, односно за малиот орган кој го поседува и за мрзеливоста и безволноста, во која секој може да се препознае. Има голем број на несигурности кои ги има набиено во текот на животот и потиснато, кои се претвораат во фрустрации и се излеваат кога е под притисок, но исто така има и облога на егоцентризам и нарцисоидност, сметајќи дека е најдобриот рапер, зашто ќе треба да ги разубеди сите своји слушатели кои што сметаат всушност дека тој е комедија сам за себе, односно мим, човек кој што е за подсмев на YouTube, а не го сметаат за сериозен рапер, што па говори за малоумноста на слушателот и неговата неоправдана категоризација. Меѓутоа, тоа е пред се навреда на конципирањето на комедијата како таква и подценување за разлика од останатите жанрови, односно кои што соочува еден артист, така што немаат фановите никаков проблем да се сликаат со него и да твитаат дека се со него и да се гребат за неговата популарност, меѓутоа имаат проблем за да го сватат сериозно, што па од друга страна говори и за лицемерието со кое што приоѓа денес на музиката од една страна и од друга страна самите популарни личности кои што се обидуваат да фатат од нивната сенка пред се. Тейлор Мисијак ја знаеме од ТВ серијата American Vandal, таа претходно има глумено во кратки филмови, во филмот 5 Hours. Таа ја глуми Ели, учителка во основно училиште, која што е девојка на Дейв. Таа наоѓа начин да ја согледа неговата потреба за уметничка експресија. На моменти е заинтересирана да го слушне како рапува, но од приватен аспект е заинтересирана и да се доближи до него, меѓутоа пред се рапер од римувањето го става на преден план, а неа на второ место, што е проблем во нивната врска покрај комплексите кои што Дейв си ги има набиено за неговиот физички изглед, за кој што нема проблем да рапува, меѓутоа има проблем да се носи со нив во неговиот живот, зашто е свесна и самата Ели, така што на дисфункционален начин наоѓаат метод за кој што може да функционираат заедно. Гата е покрај оваа серија глуми во епизода на Tournament of Laughs. Тој си се глуми себе си заради тоа што е хајпмен на Дейв, кој што рапер кој што во минатото го бркале од турнеи поради неговиот несопирлив темперамент, пред се не знаејќи неговата борба со биполарноста, зашто секако дека ќе најде разбирање од страна на Lil Dicky и неговите пред се која ќе се довери на него и на неговата свита и ќе ги сподели проблематиките со кои што тој се соочува целиот негов живот и ќе ја добие поддршката која што е потребна за да може да се спротистави со неа и да не ја избегнува, туку јавно да говори за проблематиките кои што му ги создава. Покрај него во серијата глуми Ендрю Сантино, односно него го знаеме од I'm Dying Up Here, од Game Over Man, од Little Bitches, од Disaster Artist, од Dean, од Warren. Тој во серијата го глуми Майк, односно цимерот на Дейв и автоматски и неговиот менаџер, кој се откажува од напорната работа пред се како брокер на Wall Street и како пред се агент на останатите брокери, решавајќи да ја менаџира кариерата на својот пријател, обезбедувајќи постојан прогрес и можности во кариерата и станувајќи своевиден Ари Голд во серијата, кој има за ниво посмирен темперамент од него, мешајќи ја приватноста и бизнисот и забележувајќи колку се различни едното и другото. Пред се ова е една од тие тематики кои што допира самата серија, со оглед на тоа што пријатели се обидуваат да воспостават и професионален ангажман помеѓу себе, кое што си има своји предизвици заради тоа што страдаат и меѓусебните релации на приватно рамниште, меѓутоа во оваа сезона се уште се на толерирачко ниво, се надам дека во наредната ќе бидат доведени и тие во прашање, кога можеби ќе дојдат пари во равенката. Тревис Тако Бенет глуми во Loiter Squad во ТВ серијата. Тој го глуми Елиот Елс, односно долгогодишен пријател на Дейв и негов диџеј, кој што се труди да му создаде на богата библиотека на битови од кои што Дейв си бира, на кој од нив сака да рапува.
држејќи му ги како заложници преостанатите со месеци. Тој секоја знае да го искритикува Дейв и да го исмее пред се, но секојаш е и тука за него, кога е потребно, се разбира. Сака да стане успешен продуцент и да соработува со другите артисти за и тој да биде сватен сериозно, а не да биде подсмех и да меѓутоа друга страна да му и крадат битовите, со оглед на тоа што знае да биде таков пристапот на останатите негови колеги во професијата, така што и тој, исто како и Дейв, се обидува да го стави својот печат на хип-хоп сцената и да не ја заборавиме тука Кристине Ко, која што глуми во Blinders, во Upload, во филмот Tiger Tail, во Justine, во Extracurricular Activities, во Grandmother's Gold. Таа во серијата ја глуми Ема, односно цимерката на Ели и графички дизајнер на логоата на Дейв и пред се визуализациите за време на настапите. Таа е бездушна и индиферентна особа, едно лицетворение на ладнокрвните миленијалци денес, кои ги интересира само уживањето во туѓиот неуспех. Меѓутоа, интересно е третирањето на заемната љубов со Илс, која што добива различен третман од двајцата, кои подеднакво го исмеваат Дейв. Меѓутоа има силен конфликт помеѓу романтичарот и миленијалката, која нема некоја вредност кон која што се придржува, што па друга страна е одлична рефлексија како би се одвивало нештото со овие агенции кои што се во игра од реалноста, со оглед на тоа што двајцата многу различно ја третираат љубовната врска во која што се наоѓаат, односно едниот се гордее на неја, другата не си ја признава на себе, а не па на останатите, стравувајќи можеби од нивните реакции. Така што е интересен овој нивен сооднос и повеќе говори за нештата што се случуваат надвор од серијата отколку во неа. Меѓутоа да не ги заборавиме и Джина Хехт и Дейвид Пеймер, кои што ги глумат родителите на Лил Дейв, без кои што не би била серијата толку комична колку што е, кои што пред се мачат да го совладаат модерниот сленг на миленијалците за да стапат во подобар контакт со нивниот син, како и сите грижливи родители. Дури имаат и прашања од логистички побуди за организирањето на концертот во родниот град, кои што менаџерот мора да им одговори на сета таа листа на нивни барања и интереси кои што ги поседуваат пред се. Има голем број на епизодисти, односно камеа во оваа серија, посебно од хип-хоп провениенцијата, како што милува, веќе споменатите ентураж да покануваат славни артисти и да ги вметнуваат во действието околу кој се обвива и на некаков начин да интерферираат на позитивен или негативен аспект од животот на самиот Лил Дейв. Така што тука можеме да направиме една кратка музичка пауза со тоа што во продолжение ќе слушнеме повеќе композиции кои што ги изведува Лил Дики, односно ќе слушнеме композицијата Earth, ќе слушнеме Freaky Friday, во која што гостува Крис Браун. Секако ќе слушнеме една изјава која што има даден Лил Дики за конципирањето пред се на неговата хип-хоп изведба. И да не заборавам, ќе слушнеме неколку композиции кои што се пред неговиот албум, односно професионален рапер. Ќе слушнеме верзијата на Lion King која што има направено, рапувајќи врз основа на сюжетот кој што поседува, односно фабулата на самиот анимиран филм, и потоа ќе слушнеме Make Believe и Russell Westbrook on a Farm, две одлични композиции зададени пред албумот. И ако имаме време ќе слушнеме и Work, односно Paid for That, која што се зачудува самиот Лил Дики за неговиот ангажман. Така што во продолжение слушаме различни композиции кои што говорат за спретноста на создавање на хип-хоп од страна на артистот Лил Дики, а потоа се враќам во етерс да ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува самата серија. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 12-тото издание на емисијата ТВ 103, специализирана емисија за актуелните и пред се квалитетни ТВ серии. Односно, во текот на оваа емисија ви говорам за ТВ серијата Дейв, во која што за самиот крај сакам да издвојам одредени спецификации, односно квалитети кои што ги поседува оваа серија. Имено, во најавата е
изведено едно кратко изговарање на I'm Dave на Trap Beat, што е препознатливо за самата серија и сосема доволно да послужи како референца за полачасовната содржина, која и нема баш време за губење и развлекување на вниманието, а сепак има белег кој што го означува почетокот кој е пред се својствен за Дейв и одлично се вклопува и со последната сцена од самата сезона во еден луп свој виден, ако може така да се забележи. Во поглед на режисерите, ангажирани се Ендрю Ди Јанг, кој што режира на 555 и Pen 15. Тој има 3 епизоди за себе, вклучувајќи го и пилотот. Грег Мотоја, кој што и режираше Keeping Up with the Jonases, Paul, The Newsroom, Superbad и Adventureland, исто така има 3 епизоди од оваа сезона, значи еден истакнат комичар. Тони Јасенда, кој што и режираше сите од American Vandal и снима дури спотови на Lil Dicky, исто така има 3 епизоди, значи тројца режисери кои што си ја знаат работата во поглед на комичните серии и филмови, и уште една епизода има за Бен Синклер кој што ја режира High Maintenance, значи режисери кои што пред се знаат дека мора импровизацијата да се улови на камера, да се погоди тајмингот за да биде ефективна, нели, комедијата и за да се задржи пред се незгодноста, неудобноста во кадрите во кои што се наоѓа Lil Dicky, но и да умеат да ја доловат пред се човечката димензија што е во спрега со комичните аспекти. Поглед на музиката нема екстерна музика употребена, освен таа што е искористена во самите своји композиции или кој што ги создава на лице место самиот Lil Dicky. Нема потреба о мелодраматично засилување на сцените, пред се дозволува серијата тишината да преовладее, за да се пред се за да излезе на површина емоциите на кои што се цели во оваа серија. Во поглед на сценографијата, Алмитра Кори го дизајнира домот на Дейв, снимаат во ноќните клубови, има гостувања во радио, снимаат во студио и во ресторани. Во поглед на фотографијата и кадрирањето, Брайан Ленин, односно кинематограферот на High Maintenance и Форт Тилден, ги кадрира своите сцени во интимата на домовите, знае да сними заемни соочувања со лимитациите на телото со кое се изложени ликовите, но нема проблем да снима и масовни сцени, ако тоа е потребно, нели, за самата епизода, се држи до вибрантноста на боите, а сепак да го покаже, нели, гламурот на монденоста во кој што се закотвени самите ликови. Поглед на монтажата е работат неколку мина, односно еден од нив е и Патрик Так, човекот кој што монтира спотот за Earth. Тој монтажерот со кој што има Дейв соработувано во претходно и работи најголем број од епизодите, но потребно е во сите нив да се задржи пред се вниманието на гледачот, да биде истакнат експлозивниот хумор со брзите навредливи реплики, меѓутоа и да биде избалансиран со мелодраматичните аспекти што монтажерите вешто го постигнуваат во оваа серија. Поглед на костимографијата, таа е модерна и поблиска пред се до провениенцијата на хип-хоп артистите. Во поглед на надприродното него го нема, иако има проекции на себе си од минатото во главата на самиот Дейв. А во поглед на хуморот и на еротиката, хуморот го има во изобилие, има физичка комедија дури, кога телесно ќе се најде во една незавидна позиција, како и епизода за истражување, нели, на сексуалните пореви, но вербализирањето на хуморот со брзи навреди и преписки помеѓу ликовите се пред се со меѓусебно исмевање се круната на серијата, со оглед на тоа што и во спотовите на Lil Dicky има еротиката, а не е изоставена и од самата серија, но комичен е незиниот третман, бидејќи таа треба да се одвестува на неговиот страв пред се од слабиот перформанс на сексуален план, што води па корен во изгледот на неговиот орган, може да продолжи дотурот на сексуални алузии во серијата и FX да дадат уште едно X на каналот и да биде посоодветна. Во поглед на ефектите нема голема употреба на специјални или визуелни, меѓутоа нема некаква си дополнителна и значајна улога која што има, освен тоа што се користи успорена снимка и поигрување во контекст на монтажен потват, не на визуелен од
од стилот на додавање или бришање на одредени аспекти. Меѓутоа, поглед на жанрот, има комбинаторика на слепстик комедија со мелодрама, но има и една одлична хорор сцена во која што Дейв ја задушува својата итерација од детството во наплив на анксиозност во бекстејдж непосредно пред негов настап. Во поглед на стилизираниот јазик се користи сленг кој што е доминантен во хип-хоп културата и има поигрување со неговиот изговор. Меѓутоа, пред се истакнат и доминантен и литературниот говор кој што ги запоседнува сцените. Во поглед на недостатоците, проблемот кој што го имаат колегите критичари не се однесува на споредните ликови, кои се сосема добро одработени со краткото појавување, туку со самиот Лил Дики, кој го запознаваме во серијата како ги злоупотребува за потребите на неговата амбиција, само за да допре до славата, без разлика на средствата кои што ја потребува, доближувајќи ги своите аномалии на гледачите, како и опортунизмот за допирање до стадиумите на славата. Се прашање е колку учи од неуспесите на приватно и професионално ниво и факт е дека егоцентризмот го засенува постоечкиот талент, но се надевам дека во иднина ќе согледа тежината на неговите одлуки. Сметам дека треба подлабински да се истражи неговата анксиозност и параноичност и можеби ќе се доведе во екстрема за да може да се согледаат неговите душевни јадови подобро, кои па во епизодата од неговото детство беа тоа како евидентни. Поголем проблем ми е блискоста до ентураж, можеби и користењето на готовите форми пред се за засмејување, кои ги воспостави култната комична серија, затоа што сметам дека е потребна поголема инвентивност, како што погледнавме во последната епизода, меѓутоа, иако и дури во ентураж започнува одредени епизоди со извадоци од фиктивните филмови кои што ги има снимено Вини Чейс. Така што сметам дека потребна е поголема инвентивност и можеби радикализирање на одредени потфати. Тоа постојано го потенцирам во оваа епизода заради тоа што потребно е да се прескокнат границите за да може сите ние да ги поминеме. Поглед на континуитетот на епизодите, со оглед на време траењето, нема простор за досадни сегменти, ниту пак губење на ритмот, затоа што секоја епизода е засебна, за собствен предизвик со кој што треба пред се да се соочи Дейв и додека се воспостави проблематиката, веќе завршила епизодата. Во поглед на градењето на ликовите, посветено е внимание со враќањето на потеклото на Дейв и Гата, но не знаеме ништо повеќе за диџејот или Джинџер менаџерот, за кој се запознаваме во тековниот живот на Дейв, а недостасува и потеклото на женските ликови и подетална обработка на истите од минатото. Иако од сегашноста им се препушта доста голем простор во серијата, која пред се е наменета за животот на Дейв. Во поглед на интертекстуалноста, има видеоспот во филм, има цитатност на Fresh Prince of Bel-Air како замена за приказнат на потеклото на диџејот, вешто се доловува лудиот свет на Дейв од видеоспотовите на филмско платно, иако сметам дека може серијата да биде полуда, да се појави неговиот мозок, кому му се оди во ВЦ и попратни поигрувања кои што ги има во отворањето на неговата глава во видеоспотовите, во поглед на атмосферата, гледливоста и убедителноста. Има еден баланс на кој што се воспоставува на атмосферата со комичните и мелодраматичните елементи, гледливоста е огромна, а убедителноста исто така, затоа што Дейв си го глуми својот алијас, а Гата се носи со болеста и со пред се другите со своите лимитирања кои што ги имаат ликовите, посебно неговите родители кои што се љубопитни и сеопшто го прифаќаат неговиот успех со сомнеш, меѓутоа се заинтересирани да бидат составен дел од него. Во поглед на епилогот, последната епизода ме изненади со видеоспотот за затворот, меѓутоа самиот крај е отворен за подемот на кариерата на Лил Дики, кој научи да ја почитува можноста која му е укажана за да твори и да издава за музички лейбл, без да дозволи неговото надуено его да му го упропасти тој подвиг и да се самосаботира како и досега, иако е на добар пат пред се да го стори и тоа. Поглед на еволуцијата, со оглед на бизарните комични ситуации во кои што западнува Дейв и солидното прикажување на хуманата димензија на ликовите маргиналци,
вештината на римување и доловувањето пред се на фрустрациите во обид за стекнување на светската слава, како и приказот на музичката индустрија, јас ја вреднувам со импозантните 9 од 10, што намерно е толку голема оценка, за да мора да се надминат себе си во втората сезона, во спротивната оценка ќе паѓа, како што умее да биде тоа случајот со многу други серии кои што ги котирам на IMDb. Подавам јаже, но може на него да се обесат или да потегнат, ако продолжат со вадење на епизоди само за да се вадат. Но може и бизарноста на Бруно да ја истакнат и да ја истражат уште подлабоко, па да ме изненадат. Не знам, тоа ќе погледнеме во наредната сезона, а продолжението е веќе објавено дека ќе има нова сезона. На 11 мај веќе беше издадено ово обзнание, така што сакам да погледнам како Дейв се соочува со поголеми предизвици во животот, во обид да го балансира приватниот и професионалниот пред се ангажман, но и да не ја загуби својата пред се серијата, својата хуманистичка нишка, а сепак да донесе свежина, меѓутоа при тоа да продре до бизарната страна на сопствените несигурности и шоу-бизнисот кој ги сомелува сопствените звезди. Сега, не се тоа едноставни побарувања кои што ги имам од серијата, но сметам дека оваа екипа е способна да ги исполни во 2021 година. Тука може да го завршиме излегувањето за ТВ серијата Дейв. На крајот на емисијата ќе слушаме композицијата Моли со Брендон Ури составен дел на Panic at the Disco и ќе слушнеме Let Me Freak for Real како аутро на самата емисија и на неговиот албум. Вие го слушавте 12-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на Дейв. TV103 е уникатен сигнал кој што се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во означењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао!